Полека се издигнува од пепелта куќичката на Ајри од Делчево, кој го изгуби домот во пожар пред Великден. Со целото бреме што го носи на плеќите, 62 годишниот Ајри заедно со својот сосед ги трошат првите донирани материјали, но тие не се доволни. Тешки се солзите на стариот Ајри од очеот, маката и немоќта, зачинети од спорото будење на хуманоста кај делчевци. Изгоря това и ја, изгорех и ја, кажа право. Не сам ја по тие работи, ја бате. Додека изградбата на двете соби оди споро, тричленото семејство привремено е сместено кај нивни сосед. И да дојдат да ни помагнат, да ни направат каштичката, надвор останахме, нема шо да правиме. Не знам шо да думам, не знам. За никаде сме, човеко да не ни прибере, нема дека да одехме. За сега најголемата поддршка доаѓа од Делчевката Мирјана Симоновска, која ги поминала сите административни обврски за да достави до институциите барање за помош, но помошта стигнува и од соседите. Првите пари сме искористили околу 13.000 што беше донација од Палма. 9.600 сме купили цимент, 5 вречи од 50 кила и железо за шаловките. Втората донација не е од Маријан од Швајцарија, 300 цигли, 300 блока цигли и песок. Никој друг ништо не донираше. Колку толку знам како треба да се работи и шо. Јас колку сум моќен да помагам со ракце, а со пари не сум моќен. Од невладината КАМ донирале храна, а најавуваат и поголема помош во градежни материјали. Како првично им однесовме еден прехранбен пакет, меѓутоа нашата помош се уште ќе следува. Во очекување сме од Ромскиот информативен центар барање со кое што би се изготвило проценка за настанатата штета. А веднаш од кога ќе го добиеме, нашата помош ќе биде материјална во парични средства. Сега очите на овие бездомници се свртени кон институциите и општина Делчево. Се чекаат советниците и седницата на советот, за да им одобрат средства и со тие пари да доизградат куќичката и како таков нов живот во неа.